Му реков на Али да те побара, Фарук. Не ме побарал. А зошто требаше да ме бара? Денес нема да бидам во фирмата, Фарук. Да те извести дека сум дома, затоа. Да не има некој проблем. Всушност има, знаеш, да бидам искрен, периодов се соочувам со некои проблеми постојано. Што е, Керим? За какви проблеми зборуваш? Како и да е долга е приказната, може да разговараме кога ќе дојдам таму? Може би можам да помогнам. Те молам, ќе ми кажеш ли што се случува? Се сеќаваш дека пред неколку месеци имаше вооружен напад врз мене и во тој напад ми загина возачот? Да, многу тажен настан беше. Да, навистина беше така. Сега пак некој си Назим се мотка околу ќерка ми Берен и ја вознемирува постојано и воедно се сомневам дека овој човек има вмешано прсти во тој вооружен напад и затоа ми е страв. Не те разбирам, Керим. Ти го знаеш идентитетот на човекот што го изврши нападот? Сушност имаме некои одредени сомневања, ама не го пријавуваме во полиција, бидејќи немаме никаков доказ за тоа, полицијата ќе го ослободи сигурно, знаеш. Во овој случај идентитетот на човекот ќе беше обелоденет. Значи уште повеќе ќе го вознемируваше моето семејство. Сигурен ли си за идентитетот? Да. Згора на се човекот се шета околу куќата и ја вознемирува ќерка ми, па многу сум загрижен за тоа. Со право си загрижен. Слушај што ќе ти кажам, ти немој да ме мислиш, не мора и ни да се видиме денес. Фарук, те молам не ми забележувај никако да се видиме денес, утре. Нема проблем, Керим. Те молам извести ме за секој напредок. Имам широк круг, можеби ќе можам да ти помогнам. Многу ти благодарам, Фарук. Ќе те побарам утре. Може? Се гледаме и да остани со здравје. И ти. Види го ти, Назим, бедниот скитник. Јас пак со денови се прашувам каде е. Ќе ми направи проблеми овој пес. Изгледа рано си се разбудил. Да. Минав многу неспокојна ноќ, Селда. И јас многу се загрижив за Берен. Да бидам искрена, тоа што не замина во фирмата и остана дома малку ме смири. О, Ипек, ќе го однесеш тоа кај мене во работната соба, таму ќе бидам. Керим, не можевме да зборуваме за работата меѓу Фатма и Ипек. Зборовите на господја Фатма ја вознемириле Ипек и се скарале, викале. Ама тоа дека Ипек е вперила нож нема такво нешто. Види, Селда, ако Ипек продолжи вака агресивно да се однесува, ќе морам да ја избркам од работа. Не може вака. Значи велиш Фатма не излажала? Не, мислам има некое своје објаснување, ама... Ама јас не разбирам како тоа таа имала своје објаснување. Добро утро, Керко. Добро утро. Зошто толку рано излезе ти? Дотека излегуваше, јас веќе бев будна. Што да правам, Керко? После сите тие зборови што ги слушнав од господинот Керим вчера вечер, си реков барем за работата не ме критикува. Навистина правилно си постапила. Точно. Поради тоа малечко девојче се посрамотив пред човекот. Аман, мамо, што му ја мислиш толку? За 2 дена ќе се заборави се. Точно. Господинот Керим ќе заборави, ама тие вештерки тешко ќе заборават. Кога ќе дојде време, ќе им покажам на тие вештерки каде им е местото. Ти не грижи се. Ај, не срен да ти кажам дека за нас најдобро ќе биде да се сместиме во помошната куќа, Керко. Таму ќе бидеме спокојни и ти можеш да излегуваш кога сакаш, никој не ти се меша. Во право си. И онака каква разлика има од оваа куќа? Види на што личи ова? Добро да реков дека си во право. Штом заврши реновирањето, ќе се сместиме таму. Периодов треба да стоиме подалеку од Ипек. Ај, аман, Керко, немој да ја напаѓаш. Ако и покрај
твоето молчење продолжи да ми се заканува, тогаш ќе биде многу лошо. Тогаш ќе биде лошо. Ама има нешто што не разбирам. Штом девојкава знаеше се, зошто криеше досега, кажи ми? Ама зашто би било, Душо? Сигурно мислела дека никој нема да ја верува. Или пак нешто друго планира со тој мал ум. Ама ти немој да ја задеваш. Нема, не грижи се ти. Ајде да се зимнеме. Ти оди, јас ке дојдам. Ај, Мехмет купил многу убав топол леп, навистина. Си го подготвила појадокот? А не, девојко, јас не го направив, Фатма го направила рано наутро. Понечно да биде корисна. Аман, само да не ни прават проблеми, јас не барам ниту да работат. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Каде е Несрин? Веројатно во собата. Ама ве молам доста веќе, не продолжувајте денес со она срамно однесување од вчера. Кому му зборувам јас? Слушајте, за среќа овој пат се спасивте, а уште еднаш нема да се сожалат и ќе ви стераат пред врата, така да знаете. Ама и ти, Фатма, ти си на возраст на мајката ни пек. Покажи малку зрелост. Ти почна многу да зборуваш. Немој да ми солиш памет. Ајде да ја подготвиме трпезата. Ипек, исечи го лебот, те молам. Затвори ја вратата. Јасно дека не му кажала на господинот Керим за ножот. Се сплашиле да не кажам за пожарот. Госпогице Туба, Треба да разговарам со тебе, Несрин. секако, во врска со што? Во врска со вечерта кога беше со татко ми во станица. Јас ништо не разбрав. Сигурна сум дека разбра, Несрин. Каде беше таа ноќ? Зејнеп беше болна, јас кај неа... Зенеп не била болна. Дури и на работа била откако било викенд и таа ноќ не била во болница, току била дома, Несрин, кажи ми. Госпогице Туба, што поточно сакате вие да дознаете од мене? Мислам дека премногу се моташ околу татко ми. И таа вечер не беше со другарката, туку беше со татко ми. Ама видете, јас што може да барам во станица не разбирам. Да, излажав. Се најдовме со Зејнеп и отидовме во кино, ама бев приморана бидејќи немаше да ми дозволат инаку да излезам. Немој да ме лажеш, Несрин. Таа вечер ве видов како дојдовте заедно. Да, дојдовме заедно со него, се сретнавме на враќање и тој да е жив и здрав ме донесе до дома. Престани веќе, Несрин. Ке стоиш од сега подалеку од татко ми. Поради тебе татко ми влезе во неволја. Знаеш дека мајка ми не знае ништо за случувањава. Ако дознае, не ти се пишува добро, да знаеш, Несрин. Видете, не знам зашто татко ви е во неволја, ама верувајте, тоа нема никаква врска со мене. Впрочем, не разбирам зашто постојано ми верите да стојам подалеку од татко ви, не ве разбирам. Поради тебе Истепа некој заврши во станица. А не, грешите вие? Не одрекувај, Несрин. Со своји очи видов. Клоцаше еден човек велејќи му да стои понасрана од Несрин. А патем,
Повторувам, Несрин. Ке стоиш понастрана од татко ми. И немој да му кажеш за ова што го зборував. Инаку многу лошо ќе биде за тебе, да знаеш. Ама вие веќе претерувате. Што е ова? Кој како ќе стигне ми се заканува и ме заплашува мене.